По повод измените и дополнувањата на финансиската поддршка во земјоделството и уредбата за поблиски критериуми за директни плаќања за кои владата одлучи на седница одржана на 13 овој месец, денеска пресконференција одржа Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Кочани. Ги информираме оризопроизводителите дека висината на директните плаќања изнесува за производните површини до 2,5 хектари изнесува 3,5 денари за килограм арпа. За производни површини од 2,6 до 5 хектари 2 денари за килограм. За производни површини од 5,1 до 7,5 хектари 1,5 дена за килограм и за производни површини од 7,6 до 10 хектари 1 ден за килограм. Исто така е донесена и одлука за помош на маркетинг на земјоделските производи наменети за откупувачите на ориз, и тоа не повеќе од 2 денари за килограм извезен ориз, што е пакуван во амбалажи и од македонско потекло. Дополнителни мерки произлегуваат од потребните произлезени од моменталните состојби во подсекторот ориз и состојбите со откупот од минатата година и во текот на годинава, а земјоделците своите апликации за оваа мерка ќе може да ја поднесат од 1.10.2012 до 15.12.2012 година. Исто така поставуваме дека Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на 1 септември 2012 година објави јавен повик за доставување барања за користење финансиска програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 година. За мерките и инвестиции во инфраструктура за развој на земјоделството, шумарство и водостопанство и подобрување на квалитетот на животот во рурални средини. Повикот кој може да аплицираат општините и земјоделските стопанства трае до 1 октомври 2012 година. Воедно земјоделците на кои земјоделството им е основна дејност од која екзистираат, можат да се регистрираат на повеќе начини и во повеќе форми, при што добиваат бенефиции меѓу кои се вбројуваат работен стаж, право на боледување, детски додаток, семејна и старосна пензија, поврат на данокот на додадена вредност, потоа 20% повеќе субвенции, побрз пристап до поповолни земјоделски кредити, увоз и извоз на земјоделски производи и материјали.